Нова банка за репродуктивен материјал на ГАК, наместо 3 обиди за инвитро, фондот покрива 6 и за 2 до 3 месеци од сега Клексанот ќе се зема на рецепта. Новите измени на Законот за здравствена заштита се во интерес на граѓаните, да им се олесни финансискиот товар на постапките за инвитро ваучерите и да се стимулираат идните мајки за раѓање на повеќе деца. Директорот на Фондот за здравствено осигурување, Сашо Клековски, вели дека граѓаните не само што имаат двојно повеќе бесплатни обиди, туку од ГАК ќе може да земаат дониран репродуктивен материјал кој сега го купуваат скапо од банките на приватните клиники. Исто така се размислува и за државна финансиска поддршка за замрзнување на јајцеклетки и сперматозоиди. Еден од најголемите терети тоа се репродуктивниот материјал, кога е тук репродуктивен материјал, тој во моментот се купува од странски банки на репродуктивен материјал и тоа фондот не го покрива. Со клиниката за гинекологија сакаме да постигнеме, бидејќи има месец или малку повеќе, директорката таму најави дека се работи на обновување на работата на Центарот за инвитро во склоп на клиниката, да има и банка за репродуктивен материјал. До сега фондот ги рефундираше парите за Клексанот кои што граѓаните мора однапред приватно да го набават, но се прават присметки и анализи и тоа во скоро време ќе биде регулирано, појаснува Клековски. Ние планиравме да биде тоа сега, меѓутоа сега добија приоритет онколошките лекови за рестартување на клиниката за онкологија и секако на пациентите кои ги примат тие лекови, иначе очекувам за 2 до 3 месеци да биде донесена и таа одлука, не само за Клексанот, туку за група на антикоагуланси. Комисијата за доделување на ваучери наместо за 3 месеци сега одлучува во рок од 2 недели, бидејќи заседава 2 пати неделно. Според статистиката, инвитро ваучери за ланската година добиле 1495 граѓани, од нив над 1280 се за прво дете. Се очекува напорите на Фондот и Министерството за здравство преку заложувањата за бесплатни инвитро постапки да резултираат со зголемување на наталитетот во наредните години. Друга новина од законските измени е тоа што се олеснува лекувањето во странство. Комисиите ќе одлучуваат само по жалби, а скратен е рокот од 45 на 30 денови. Клековски апелира до сите граѓани што имаат потреба од лекување надвор да се обратат до фондот, бидејќи сите оправдани барања се одобруваат.